Почитувани, СДСМ ја загуби поддршката од граѓаните и затоа во очеј сега се обидува да купи гласови со пари од граѓаните. Додека Заев се премислува да даде оставка од функцијата и на негово место да дојде технички премиер, градоначалникот на општина Центар, кој го преспа референдумскијата кампања, вработува партиски послушници. Тоа зборува за тоа во каков очеј се наоѓа партијата. Саша Богдановиќ ја партизира општина Центар. Во очи на неуспешниот референдум, Богдановиќ распиша оглас со кој беше објавен на веб страната на администрацијата за прием на 24 нови лица. Со овие вработувања, бројката во општина Центар се искачува на 150 лица, со што станува најбројна администрација веднаш после Карпош. Сумата што општината ќе ја издвојува за овие вработени изнесува 590.000 денари месечно или 10.000 евра. Во наредните 3 години, колку што трае мандатот на Богдановиќ, овие вработени ќе ја чинат општината 360.000 евра. За наредната година планирани се 30 нови вработувања, што значи ново оптоварување на буџетот. Ако сумата е приближно иста како за овие 24 вработувања, тогаш општина Центар ќе троши над 300.000 евра дополнителни пари на граѓаните, пресметани во бруто износ или 900.000 денари до крајот на мандатот на Богдановиќ. Почитувани, ова што го прави Богдановиќ е без преседан. Граѓаните не гласаа за брутално партизирање на општината, туку гласаа за нови проекти, за училишта, за изградба на енергетски ефикасни фасади. Наместо да ги троши парите на граѓаните за полнење и плаќање на администрацијата, со овие пари може да се направат нови улици во должина од 800 метри, изградба на градинка во Маџар Мало, енергетски ефикасни фасади што толку ги најавуваше, или да засади 11 гинко дрва. Изборот е негов. Или ќе тера партиски интереси, или ќе се грижи за интересите на граѓаните. Општина Центар и граѓаните на општина Центар заслужуваат подобар градоначалник од овој.